те скажам, ке те раздувам, лефа пакат, десно коше. Hello, neighbor. How are you? My country wants friendship with your country. Okay, we make documentaries. Are you interested for co-production? Ако ти дојам таму, има да го преживееш последното Христово искушение од Никос Казанцакис. Карла. Бруни. Hello, my pussycat neighbor, my lovely president. We have in Hellas a friendly campaign about Fyrom and Bitola because my people want Skopje in the EU and NATO. Ако ти дојам таму, има оној ваш Сакис да го направам хетеросексуалец. Има да изгубите традиција и фолклор. Разбра? Ало, Бане. Прстенот што ми го даде тигрицата не бил вистинскиот прстен. Некој го подметнал во Бугарија. Кажи што да правиме сега. Знам бе, смотан, дека прстенот е лажен. Али до 5 јули мора да го најдеме вистинскиот. Овој лажниот дај го нарада да си игра нееста со него. А ти активирај тоа партиските ешалони и барете го вистинскиот. Да не се наљутам стварно, еј. Добро бе, Бане, ки ги активирам. Само што никој не е тука. Овој Ник финансискиот отворил кебапчилница и давал бесплатни кебапчиња, па сите се на журка. Ало, маче, им го грабнав прстенот. Сега ја и ти идеме за Брисел сами и моćни и ти ќе бидеш мојот принц, а ја твојата принцеза и ќе живееме среќно до крајот на светот. Ало? Маче? Маче? Не ми прекинувај. Маче? Маче! Маче! До кога ќе се заебавате со глупости, бе? Кој денес уше си игра со прстени? Шо се понашате ко деца? Шо се правите факмани, бе? Ја ни као дете не си играв со прстени, а вие толкај магарења, па сега сте нашли. А јас слушам джезеш, бркам риби, склапам устави, а вие одите по паметот на Кироман, е. И Лазар му рече на Ченто, лажниот прстен на Коце сигурно е лажен. А јас знаев дека вистинскиот прстен се крие кај нас. Ама тогаш Стамболич се сретна со Дрновшек и јас му реков на Циле, крени ја раката и гласај, ама... Не се секирате и тревожите воопшто. Едноставно интервенционизмот работи за нас и верувам дека вистинскиот прстен набрзо ќе се најде кај нас. Од моите контакти во ерата на протекционизмот во Бурунди и Камбоџа, дознав дека прстенот можеби се крие во Баскија. Едноставно, се што треба да направиме е да ги признаеме баскиците за независни и тие адекватно на тоа ќе ни го дадат прстенот. Па што ти прстенот е лажен, дами и господо? Со овие 10 прсти Динго ќе направи нов прстен, оште поубав од вистинскиот. Па зарем ние немаме наши леарници да излееме наш прстен, другари и другарки? Зашто го имаме Самоков? Да беше Самоков во Кратово, јас сам ќе го излеев. Но и тај ден не е далеко, другарки и другари. И Самоков еден ден ќе биде Кратово. Добро бе, луѓе, за кого се борев ја, бе? За кого, еј? Ало, Бане, имам идеја. Кажи му на Хари да му каже на Бојче за све да ги обвиниме ВМРО-вци, бе. Дека они го украли и после го продале и си направиле вили со парите. Во повеќе наврати укажавме дека тоа се опасни калрикирање на природбата. Тоа е ВМРО-вски прстен
и мора да му се врати на ВМРО. А бидејќи јас сум ВМРО, мора да ми се врати мене. Едноставно, нели, дајте ми секира да му ја забијам во глава. Како е да му кажемо на Хари која знаеш дека е под стрес? Го испратив таму Свицвал да се опораи, пошто таму имаше клиника, ти текно е. Ма не брини, Пахомие, колико пута да ти кажем да не брини. Ма волим ја тебе, Пахомие, и пошчуjem те многу, да видиш какво едно фину, лепо дечицу имам ту са мном, Пахомие. Ало, Пахомие. 25 карати злато со радиус од 4 мм од 1903 година на 2 милиони жители и 160.000 квадратни километри и удрете на то корен 10.000 години цивилизација и ќе видите дека низ прстенот може да стигнеме до нашето злато. А златото е него. Каде бе ова принцов Велијант гледа злато која нема злато, свајаш? Нема злато. Нема злато. Абе нема злато. А индустријата нагло ви опаѓа. Глупост. Мајде ви се молам. Глупост. Глупости. Не повтарајте као папагали, него смишлите као да им кажеме на хобитиве дека у Македонија нема злато. Ја на сите ќе им дадам по 100 кебапчиња и они ќе заборават на златото. Јас ќе им кажам дека секој злато е крваво и прљаво и дека секој што има чисти раце не смее да го пипа. А јас ке тренирам бокс. Може, шефе, а? Добро бе, нормален ли сум јас што се расправам со вас? Еде, гитва од тука. Ало, Фродо Хомбах, председникот тука. Како бе, кој председник, најбитниот од сите председници? Слушај се, авам. Ке пишам у сите твои вестници што ги имаш у Македонија, дека нашево злато уствари е Фата Моргана. Океј? Фала ти. Ето. Па ја морам све да се. Браво бе, шефе. Како не ми текна и на мене. Бидејќи ние сме оазата на мирот, кај што има оази мора да има и Фата Моргани. А што ќе правиме со прстенот? Пошто знам дека си смотан, јас се распрешав кај Србија. И Боголјуб ми рече дека прстенот гарант го крие тоа хобитиве што се викаат македонци. Демек чекале да се врати кралот и да му го дадат прстенот. Слушај, мора некако да ги зезнеме. Шо викаш дидам у Ватикан, Бенедикт да ме круниса за крал. Одлична идеја бе, шефе. Ти ќе бидеш крал како Самуил, народов чорав како неговите војници. А јас што ќе бидам? Ти ќе бидеш дворски премиер. Добро вечер. Вие мене не ме знаете, ама јас сум ваш пратеник у парламентот. Не ме знаете, оти стално читам вестник. Никош не сум кажал ништо и секој си глас сум воздржан. Нема веќе. Доста е. Готово е со таа работа. Каква е таа институција воздржан, бе? Шо значи тоа воздржан? Јас ќе ви кажем шо значи тоа. Да се нема став, да си без кичмењак. Тоа значи воздржан. Аз веќе нема да бидам воздржан. Од јас имам став. Од сега, на секое гласење, јас ќе викам ни! 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 Be happy. Don't worry, be happy. Veto, 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 veto. Oh, Αρμάλατας!